Почитувани гледачи, добро утро и добродојдовте уште еднаш на нашата утринска програма Нов ден. Денес имам особена чест и задоволство да ви представам едно еминентно име од македонската медицина, професор доктор Јовица Угриновски. Добро утро и добродојдовте. Се надевам дека не ви го пореметивме денешниот ден оволку рано. Не, јас сум и онака рано будник, така да не ми е пореметено ништо. Професоре, Македонија овие денови се наоѓа во екстремно, така кажеме, така жолта фаза на температури. Па и вие како лекар, може да дадете некој совет за граѓаните воопшто како се однесуваат на овие горештини? Па советите се веќе дадени преку медиумите. Тоа е то, нажалост, нешто што е вон човечка контрола, а сепак е човекот виновен за ова што ни се случува, со овие екстремно високи температури. Не само температурите кои што се високи, туку и УВ зрачењето, ултравиолетовото зрачење, кое што е посебно штетно. Нападствијата се тие, едни и единствени, без потреба да не се изложува човек на овие високи температури во периодот од 10 до 4 до 5 часот, да пие што повеќе течности, лесно облекување, почесто туширање, разладување, тоа е. Меѓутоа, не секогаш ова може да се спроведе. Добро, ние денеска во нашата утринска програма ќе ставиме акцент повеќе на спортот и планинарството. Првото моје конкретно прашање било, професоре, докторе, колку спортот е важен за здравјето на еден човек? Спортот во исконската смисла, а тоа значи движење, е и текако битно за човечкото здравје. Човекот е склоп на два система. Еден систем тоа е телото и вториот систем е духот, неговиот духовен живот. Ако гледаме човечката еволуција, човекот пред многу илјадници години повеќе бил оптеретен со физичкиот дел, а помалку со мисловниот дел. Денешната ситуација е обратно. Ние сите сме сега, нашата дневна активност е 99% умствена, а многу малку физичка активност. Излегувате од дома, да компилирам еден обичен секојдневен ден, ваш, мој, на било кого. Излегувам од дома, притискам копчето на лифтот. Значи не се симнујам 2 спрата пешки, него со копчето и со лифтот се спуштам. Дури не правам ни движење колата да ја отклучам, бидејќи нема клjuč, него има на далјинско. Ја отварам колата, седнувам во кола, влегувам во лифтот, влегувам во канцеларија и поминам 8, 9, 12 часа седејќи пред компјутер на работното место. Каде е тука движењето? Сега, рекреативниот спорт, рекреативното движење е она кое што му овозможува на организмот да се размрда, да ги раздвижи зглобовите, коските, мускулите и што е многу битно циркулацијата. Не постои средство кое што може да ја размрда циркулацијата така добро како движењето. И сега ако на тоа движење вие му додадете уште и релаксација, значи кога се бавите со физичка активност, со некој вид на спорт, било кој, вие го одмарате мозокот, го замарате телото, ја не би рекол замарате, него го раздвижувате телото и го одмарате мозокот. Тоа е суштината на рекреативниот спорт. Професионалниот спорт е нешто сосема друго. То и самото име кажува професионален спорт. Тоа е професија. Као што некој е водител на емисија, некој е доктор, некој е професионален спортиста. Тоа нема врска со рекреација. Професоре, од друга страна имаме една парадоксална ситуација, така да кажем, денешната младина, 90% може да кажеме слободно, Facebook, компјутери, недвижење, неактивност, на некој начин, кога ќе направиме градација од минатото, кога сте се вие движеле, јас и другите вака повозрастни, а има тука еден проблем дека младите не може се уште дека да ги научиме дека мора да се движат. Денеска, за жал, тоа не е случај. На младите треба уште од најмлада возраст да им се усади потребата, не да им се каже дека мора. Све што некој ми наложува како мора,
prirodno imam averzija kon tova i go izbegnuvam, бидејќи го прифаќам како наредба. А ја наредби, никој наредби не сака. Треба да се убедат дека е пожелно и дека je potrebno da se dviža, da im se usadi kako sekојдневна потреба. Работни, односно еден обичен ден на еден 20-годишен студент или 18-годишен средношколец денеска изгледа така да он станува во 12 часот. Го пореметува биоритамот на денот, станува на пладне во 12 часот, легнува наутро во 2 часот и така. Прво, нема време за физичка активност. Второ, изгубен е контактот. Повеќе се склони кон виртуелните начини на живење, значи на iPod, на iPhone, на мобилен телефон, на лаптоп и дома на Facebook. За Facebookот викаат социјална мрежа. Нели? Тоа е вообичаениот термин кој што го слушаме на телевизија или во новини, социјалните мрежи. Кажете ми каде тука има социјално нешто? Социјално е ова, кога јас и вие разговарам и се гледаме очи во очи. Природна комуникација, така. Се гледаме очи во очи. Да јас комуницирам со некој од илјадници километри далеку, да не му го гледам изразот на лицето, да не ја гледам гестикулацијата, да чак не знам ни дали е машко и женско, ни дали е млад или возрасен, тоа не е бар за мене не е социјална комуникација. Знаеме дека ако не се на време спортува младите години, подоцна се прават на човекот огромни здравствени проблеми. Па ние веќе сега се судруваме, еве сега се враќаме на мојата професија, нели? Ние сега се судруваме со нешто што пред 30 години не сме го гледале. Например, заболувањата на рбетниот столб, дегенеративните заболувања на рбетниот столб, биле резервирани за популацијата, за возрастната група над 6-та деценија, значи луѓе од 50 и кусур години па нагоре. Сега истите тие заболувања ние ги среќаваме во 2-та, во 3-та деценија од животот. За само 20-30 години ситуацијата се променила. Деформации на рбетниот столб, равни стопала, прекумерна телесна тежина, кардиоваскуларни заболувања, ние сега сретнуваме инфаркти кај луѓе, кај момци би реколо 30 години, што по биологијата на човечкиот организам не смее да се сретне, не може да се сретне. Сето тоа е резултат на лошата исхрана, лошите навики на живење и углавном на недвижењето, на седењето. Вие, професор, сте голем љубител на планинарскиот спорт, па е вака една кратка дефиниција планинарството, како бенефит му носи на човекот врз неговото здравје? Па јас ги учам моите планинари колеги, поготово овие помладите, дека планинарењето не е само спорт, не е само рекреација, него представува и стил на живење или филозофија на живење. Планинарењето можете многу убаво да го споредите со филозофијата на живењето. Например, качувањето на планина, движењето кон врв, е уствари стремеж кој што човекот го има во својот животен ток, нели, качување кон успехот. Сега, како стигате до успехот, така стигате и до врвот. Имате луѓе кои што трчаат за да го фатат успехот и патем ки изгубат дах, и имате луѓе кои што како планинари кон планината се движат пополека. Тие што се движат пополека сигурно ќе стигнат на врвот, односно ќе ја остварат целта. Планинарењето е рекреативно движење. Прво, долго трае, значи имате од најмалку 3-4 часа до цел ден или повеќе денови. Се движите низ планина. Вториот бенефит е што таја своја активност ја правите на отворен простор, значи на чист воздух, не во некоја физкултурна сала или во некој подрум или во некој балон,
него на чист воздух. На вас делуваат сите природни фактори. Делува ветерот, делува маглата, делува студот, делува сонцето, нашиот околиш. Напорот кој што го пружате е континуиран, значи постепен, долготраен. За разлика од тој спорт, например фудбалот. Вие во фудбалот имате интензивен напор за кратко време. Вие имате засилување, застанување, засилување, застанување. Тоа се разлика во тие спортски активности. Во Република Македонија, според ваши проценки, дали планинарскиот спорт е доволно застапен кај младите? Да, имаше еден период кога имаше застој во млади членови, да речем, во Планинарската федерација. Ова сега се променува и ние сега имаме све повеќе и повеќе млади кои што пристапуваат и се бават редовно со ова. Не инцидентално, денеска па никад понатаму, него кои што редовно се бават со овој спорт, што посебно ме радува. Ама тоа Федерацијата планинарска ја кошташе 4-5 години интензивна работа, да им придеме на младите во школите, да ги анимираме професорите по физичка култура, директорите и така. Добро е што имаме и огромно разбирање од Агенцијата за млади и спорт, кој што ги поддржува овие акции, и како пример може да се земе буквално Куманово, и е еден од најдобрите примери во државава, Кумановскиот регион. Планинарското друштво во Куманово интензивно работи со млади и е едно од најмладите планинарски друштва во државава, кој што има уплив од све поголем број на млади, мислам на деца од 10 години до 5-16 години. Може ли секој се занимава со планинарство? Може, Треба ли? апсолутно, Да. апсолутно. Да не прават некои здравствени проблеми, големи висини, така не? Апсолутно. Прво, нашите планини немаат голема висина. Тоа се до 2700-2800 метра, што е пристојна висина и не пружа хипоксија, односно недостаток на воздух. Нашите планини се питоми. Можете да одите, имате шумен период, регион каде што идете под шума, значи го избегнувате сонцето, имате вода на секој чекор, има планинарски домови, има населени места, значи не пружа некоја посебна опасност, воколку се обавува по сите принципи планинарски. Опасност имате и во градот ако поминете на улица на црвено. Ако ги спазите принципите, нема никаква опасност. Која возрастна група? Сите возрастни групи. Планинарењето е спорт за дете од 3 години до возрастен од 103 години. Ама имам хипертензија, ќе каже некој, нели имам зголемен крвни притисок. Да, зголемен крвни притисок, али тој зголемен крвни притисок не ти смета да употребуваш кашика и да идеш во кревет. Ако това можеш да идеш на планина. Не на сите тури, на прилагодена тура, на прилагодена патека, со прилагодено темпо. И притисокот ќе падне. А вие сте прошетале многу места, не само Македонија, туку и надвор, а конкретно во нашата држава имаме прекрасни планини за планинарење. Апсолутно, да. Ние имаме многу убави планини кои што се чувени во Европа и за среќа све повеќе и повеќе луѓе од надвор доваѓаат да се движат по планините. По нашите планини ние тоа го негуваме, се трудиме да го популаризираме, да го популаризираме овој регион. Различити се нашите, практички секоја планина е различита од другата. Нашите планини, за разлика од словенските Алпи, се сосема различити. Нашите планини се зелени, питоми, богати со шума, богати со шумски плодови, за разлика од словенечките Алпи, кои што се каменити, стрмни и така даје. И едните и другите се убави. Зависи што барат. Како поминува еден вакав обичаен ден на планинарска тура? Смешка, шала, движење, одмор, комуникација? Тоа е правата социјална комуникација. Правата социјална мрежа е таа. Планинарењето ги брише
економските разлики. На планина никој не прашува колкав ти е новчаникот, бидејќи не ти треба. Немаш што да купиш. На планина никој не те прашува која религија си. Сите што идат на планина се ја прифаќаат природата како религија и како ово. На планина никој не те прашува дали си од оваа или од онаа политичка партија. Не се дискутира за политика. Сите граници кои што ни стојат, сите бариери кои што ни стојат во секојдневниот живот се бришат на планина. На планина сме сите другари. Никој мене не ме вика професор. Никој не ме вика доктор. На планина не се дискутира на некој високо научен или не знам каков софистициран јазик. Се враќаме сите на исконската комуникација. И сега вака, доктор, да објасниме на работа, кога етапно се качува на некој врв, има некој одреден водич кој ја води другата група, Да. скалило по скалило, и овие дозвола го слушаат и се оди чекор по чекор до врвот. Има некоја хиерархија таму? Апсолутно. Првото и основно правило за да планинарењето биде задоволство, а не опасност, е да се има планински водич. Значи, тој кој што ја води групата да биде искусен и да биде едуциран, да има сертификат. Планинарскиот сојуз на Македонија има отворено веќе 10 години центар за обука на водичи. И нашите водичи завршуваат теоретски дел, практичен дел, теоретски зимски и практичен зимски дел и добиваат лиценца. Со тоа стануваат лиценцирани водичи. Имаат мајца, имаат значка, имаат сертификат. Тој водич е спремен да организира групата и да ја носи на било која од нашите планини безбедно, да не се замори групата и да ужива. Спремен е да ги препознае сите метеоролошки опасности, сите опасности на теренот, сите биолошки опасности, змија, пајак и така натаму, да пружи прва помош и да ги подучи учесниците на групата на екологија, на фауна, на флора и на културно-историски споменици низ кои што поминуваат, манастири, цркви и така натаму. Тоа е организирано планинарење. Има и многу неорганизирани тури или групи кои што неорганизирано се движат низ нашите планини и слушаме повремено се изгубил, настрадал во магла и така натаму. Во животот во све има правила и има едукација. Треба да се научат правилата, треба да се следат правилата. Најдобро е за тие што сакаат да се бават со планинарење да почнат со организирано планинарење, а тоа е да се учленат во планинарскиот клуб во градот во кој што живеат. Ние во секој регион, во секој град имаме планинарски клуб. Јас сеќавам, имав еден пријател, отишол на лекар и му рекле дека има многу триглицериди и удри на планинарење и за 3-4 месеци холестеролот го снема. Да. Сега од медицински аспект, јас не можам да зборувам, вие може да кажете подобро. Триглицеридите, односно маснотиите, се јавуваат како резултат на нивното нетрошење. Значи, вие не ги трошите и тие остануваат во телото, во циркулацијата. Ако ги редовно трошите и помалку примате, вие на планина нема да носите да јадете сланина, сигурен сум. На планина ќе јадете лукче, кромитче и сиренце и ќе пиете изворска вода. Од тоа не се добиваат маснотии во крвта. А тие кои што се веќе во телото, вие ќе ги согорите како енергија. Може да зборуваме за вашиот еден од најголемите потфати, тоа е на Антарктикот. Како професори се подготвувате за тоа, да кажем, таа голема авантура? Никако посебно не се подготвував, тоа дојде сосема случајно, така да немав никакво време за подготовка. Сосема случајно ректорот... Како падна идејата всушност? Идејата падна една зимска ноќ, мислам дека беше некаде февруари, снег затрупано Скопје. Ми се јавува тогашниот ректор на Универзитетот Кирил и Методи,
vo Skopje i mi vika dojdi, ja sam tamo i imam jedan gospodin od Bugarije koji što saka da te vidi. Niti znajev ko je, niti što je. Zapaliv kola se probiv ni staja mećava, so taja grupa na profesori od Sofije i od Skopje sedeše, da go rečam načalnik, odnosno tojko što ja formira bugarska ta baza na južni pol. I tipot mi vika, sakaš li da bideš sledni od člen na ekspediciju? Ja vikam, kako ne? Storeno, kažano storeno, ja se spremiv, se spakuvav, otidov za Sofija, zajedno so grupata letnavme, otidov me na južni od pol. Na kratko je ova prikaskata, znači nema period na pripremu. Сега да ни објасните тамо, професор, знаеме дека имаме екстремни услови и тука че организмот мора да биде максимално адаптиран. Prvo, da ne se lažeme, tamo može da bide koji god saka, ako je psihički spreman. Što znači psihički? I ole da je zdrav, normalno, i da može da sovlada odredeni fizički, evo svega se dava baš inzertite od Antarktikot, da bide dobra fizička kondicija, ali ne znam kolkava, da bide dobra zdravstvena sostojba i najbitno je da bide psihički pripremen. To je totalna izolacija, znači 18.000 km rastojanije od doma, od Skopje. Kompletna izolacija, dolgo vreme, so ista grupa od 7 duši treba da ostanete 2,5 meseca. Сега vodite smetke. Ne možda jadete to što sakate, ne možda pravite to što sakate, nego to što dozvoluvat uslovite. Evo kako to izgleda. Ovo je period na antarktičko leto. Колку е температурата тогаш, професор? Температурата во текот на летото, на антарктичкото лето, се движи од -7, -17 на вечер и до нулата, -2, -3 преку ден кога грее сонце. Меѓутоа, во антарктичката зима, тамо е измерена најниската температура, воопшто измерена, -93 степени. Камен пука, што се вика. Непредвидливи се временските услови. Она што е стален придружник, тоа е ветерот. Значи, ветерот дува постојано, само е прашање кој интензитет. Дали со 60 или со 160 км на саат ќе ве удри, дали ќе биде бочни или челни ветер, а често пати го менува правецот, па одеднашка од челни ќе се претвори во тилни ветер и ќе те обори доле на снегот. Интересно доживување. Имате ли некој непријатна случка, еве, нова? Непријатна не. Непријатна случка или не, некои али... потешкоти во... Лично немав никакви потешкоти, а за среќа јас бев лекар на 3 бази кои што беа тамо во таа регија, шпанска, бугарска и америчка. Ги гледав книгите здравствени, протоколите што се водат. За 10 години ниједна повреда, ниједно заболување. Што е невероватно. Да. Меѓутоа, стресот, човек е тамо спремен на сето тоа да го доживее и сето тоа, таа напнатост, тој стрес не дозволува нити да се разболите, нити да се повредите. Ако скршите нога, нема што, останувате тамо. Нели? Тоа го знае организмот и се штити со тоа да не биде повреда. Ајде, да кажете ни уште некои детали вака од другите земји, од Словенија, Хрватска, планинарење, некои интересни анекдоти, ако имате? Анекдоти имам многу. Планинарењето низ Балканските планини, отприлике исто како овие наши весем северниот дел, каде што се Алпите. Хималаите се интересни, афричките планини се интересни. Сум бил на Килиманџаро и на Маунт Кенија. Маунт Кенија е за мене, зборувам за мене, тоа не мора да значи за сите, една од најубавите планини низ која што сум се движел.
se naođa točno na ekvatoru, ti koji zastanete na vrvot na Mount Kenija, to se vika Point Lenana, vije točno so jednota noga stojite na južnata polutopka, so drugata noga stojite na severnata polutopka, ekvatorot je ispod vas. Jedna prekrasna planina koja što dodeka se kačuvate do 3,5-4 metri idete niz džungla vo prvi odel, pa posle toga idete niz jedno more od treva koja što vi dođa do vrata, imate čustvo deka plivate niz treva, do glečerite gore Nelion, Bation pred sami od vrv i do glečerskite jezera koji što ima prekrasna plavo-zelena tirkizna boja. Nema zborovi toa da se opiše. Toa čovjek treba da bide tamo za da go dožive. I vjerojatno sve ova ste se aktivni. inzerti od Sahara. Sahara. Ova se inzerti. Ja sam verovatno jedinstveni od ne Makedonec, nego Jugosloven, koji što pominal... Koje godine je ovo? Ova je pred 34 godini, ravno. Koji što pominal 4700 km niz Sahara so stojadin, so zastava 101. Što je ludost, svega ne bi me naterale so puška da pobinam so stojadin tamo, ali vo toa vreme tako ova je ekipata i ova je interesno doživljanje da se vozite niz pustinja kada što nema patokazi, so vozilo koje što ne je prilagodeno za takov teren. Da se ima stično Pan-Dam, Rally Paris-Dakar. Da, ama to se so specijalni vozila džipovi, organizirano i tako. Nije otidov me grlom vo jagodi, što se vika, nepripremljeni, bez karta. Sa koga biste vi? Jaž be po ta vreme vo Libija, vo Derna, rabote vo bolnica kako neurohirurg i hirurg. I ova se kolegi moj ko što rabote vo istata bolnica. Mi se stvori želba da zamine me i zaminav me na 4 dena niz Sahara. Profesore, koliko je važna, malko сега da idem na druga strana, koliko je važna pravilната ishrana kao ovие mladi populaciji, gledam дека не се dobro hranat i pоради тоа и таа физичка неактивност, па кога ќе се сет збере на куп, огромни проблеми се прават. Исхраната... Кој е вашиот рецепт за здрава исхрана? Нема универзален рецепт. Нали? Постои една изрека која што вика здравјето доаѓа преку уста. Апсолутно точно. Нали? Жалосно е што сегашната, не би рекол млада генерација, бидејќи е тоа присутно и при било која генерација, сегашниот човек, сегашното човечко суштество, здравјето го бара на погрешно место. Што значи тоа? Здравјето го бара во апотека. А здравјето, јас велам, се наоѓа на пазар. Немам потреба да идам во апотека и да купам калциум, магнезиум, таблети, она што секојдневно го гледа. Влезите во една аптека и ќе видите цел еден зид е нареден со калциум, магнезиум, селен, ово, оно, витамин А, витамин Б, витамин С. Зашто би земал лабораториски витамин, кога од спротивната страна на пазар имам природен витамин? Ќе земам морков, ќе земам јаболка, ќе земам Макдонос, ќе земам лук. Тоа е првото, значи, пак човекот е повеќе склон кон виртуелен начин као што е склон на виртуелен начин на живење, е склон на виртуелен начин на исхрана. Ке глтнам едно апче и баш ми е гајле. Место да отидам на пазар да земам 2 моркова и една краставица. Сега, исхраната. Од каде да почнеме, не знам, од пиењето. Има ли некој подобар пијалок од здрава, убава, ладна изворска вода? Погледајте, ние и возрастните и младежот не сме навикнати да пиеме вода. Пиеме Кока-кола, полна со шекер, пиеме, нека не ми замерат производителите, меѓутим тоа е факт. Нити пропагирам, нити критикувам, секој има право да си направи слободен избор.
Ok je da se napije čovek Coca-Cola. Ja spijam Coca-Cola, pijam i Pepsi, pijam i gazoza. Međutim, to je jedna čaša tek na den. Glavno prijemna tečnosti mi je najobična voda. Pogledajte ja ishranat. Nije imame polufabrikovana hrana. Ona što gojademe veke pripremeno, taka narečeno fast food. Pizza, McDonald's i to. Nemam ništa protiv ni pizza, ni McDonald's, ni hamburger, ni cheeseburger. Povremeno i jazgi jadam. Ali poveke sakam turlitava. Nešto što se krčkalo su saati. Tak. To je kvalitetot na ishranat. Сега pogledajte go načinot na koji što nije to ago konzumirano. Vratite se kako dedovi ili kako koga ste bile dete se bilo organiziran ruček od vašata familija. Se čekalo da dojde glavata na familijata, dedoto, masata bila postavena, se sednujelo, se počnujelo so salata, pa jedno rakijiće, pa jedan saat muabet, pa supa, pa glavno to jadenje. Pa kafe na kraj. Celo to trajalo 2 sata, 2,5 sata. Uživanje. Taka li? Uživanje. Tak. Znači, tu kad se zboruvalo za familijata. Vije ne ste žderele, vije ste jadele. Kako je segašno to jadenje? Sega ne jademe, sega ždereme. Za 15 minuti, koliko što imate pauza od rabota do rabota, vijek nabijete četvrtina burek, 2 čaši jogurt, za 15 minuti i nazad na rabot. Jedno to je uživanje, drugo to je ždraње. Vi na neki način, doktore, preferirate i poveće pati teku na dnevno da se jede pomalko? Apsolutno. Zašto? Pogledajte, site oni koji što imaju problem s težina, dovađat kaj mene i velat, ama doktore, ja ne znam zašto imam 130-140 kila, jadam jednaš na den. Tok mu zaradi to. Jednaška na den, on prima duplo poveke nego što mu treba. Go opteretuva želudnikot. Zamislite jedna fabrika. Ako vo taja fabrika jednaš vodenot dojdat šleperi da donesat materijal, ke se zapuši fabrikat. Neli, sekoj den dovađat po 10 šleperi vo 9 časot na večer. Jednaš. A zamislite ako 9 šleperi dovađat na sekoj saat po jedan. Ke dojde jedan, ke se rastovari, ke dojde drug, ke se rastovari. Nema začepuvanja na fabrikat. Vi go začepuvate organizmu, go začepuvate stomakot, koji što niti ima vreme da preraboti hranata i se proširuva. Stanuva kako torba. Ta torba bara uvek da bida napolnet i vetera da grickat. Ona što je sedni pored televizor i poči da grickaš, neli? Čips od ovo i od ono. To je nepotrebno optovaruvanje na organizmu so da li je ove rituali ki pravite vi sa vašето semejstvo doma? Nije imame ritual doma i decata i jas i soprugata, neli? Ona što vi go raskažem. Se trudime da go zadržime tradicionalno, onaka kako što moj od pradedo jadel i kako gotvel, taka i baba mi kako gotvela, taka se gotvi kaj nas doma. Sekogaš ima spremeno jadenje, nikogaš kupeno od industrijski pripremeno. Ruček od započnuva so jedna čaška rakijička, sega na ovije goreštini ne, normalno. Međutim, ima salata, ima supa, ima jadenje i ruček koji traje najmalku sat i pol. Go zaboravite tukaj vino, pivo? Apsolutno da. Vidite, sve što je u umereni količini je dobro. Jedna čaša rakija je dobro. Međutim, jedno šiše rakija je štetno. Jedna čaša vino je itekako korisno. Jedno bure vino ke vi ubije. Sve zavisi. Razlikata između otrovot i lekot je količinata. Doktore, predlažem сега да направим една кратка музичка пауза, па ќе продолжиме понатаму со нашиот разговор.
Почитувани гледачи, го продолжуваме разговор со доктор Јовица Огриновски. Професоре, да не забораваме да го спомнеме и пливањето, како еден многу важен спорт за развојот на човечкиот организам. Не само пливањето, ние се задржавме на планинарењето, на планинарството. Сега ако да позбориме за морето, за да пливањето, речеме, така. затоа што е тоа спорт рекреативна, која што јас сум ја одбрал. Пливањето е исто така и текако корисен спорт и рекреација. Единствената незгода е тоа што вие тоа не можете да го правите преку цела година. Нели, лимитирани сте во периодот и лимитирани сте во траењето на таа активност. Фала Богу, сега и во повеќе наши градови има базени кај што може да се обавува таа активност. Иначе, воглавном, тоа е активност во тек на летните месеци, кога климата тука дозволува пливање. Пливањето е апсолутно одличен спорт и одлична рекреација со која што се моделира телото, се поттикнува дишната мускулатура и така натаму. Фудбалот е исто така одлична рекреација, тенисот е одлична рекреација и спортска активност. Не постои спорт кој што не би го препорачал. Све зависи од афинитетот на индивидуата која што сака да се бави со. Па дури секојдневното пешачење по 5-6 километри е одлична работа. Апсолутно, да. По можност тоа да се обавува на чист воздух, не во градска средина. Јас сум против џогингот, например. Џогинг во градска средина е повеќе штетно отколку корисно, бидејќи вие дишете загадувањата од градот. Ако со нормална активност јас дишам 5 литра во тек на една минута, со движењето, со џогингот вие дишете 30 литри воздух. Значи, вие сте филтер на загадувањето на градот. Џогинг, движење, пешачење на чист воздух, во планина, во парк и така, апсолутно да, али не во градска средина. Велосипедизмот, Така. маунтин бајкот, Тоа сега да ја прашам, да. ме радува што е тоа спорт кој што е во подем. Се повеќе и повеќе млади лица ќе ги видите со велосипеди се движат и по планини и во И одат на работа веќе некој така. Апсолутно. Да. Немаме потреба ние во Македонија со 8-9 месеци прекрасно време да идеме со автомобил на работа. Велосипед. Професоре, полека да го привршиме нашиот разговор. Постојано апелираме дека младите треба да спортуваат, да се движат, за да утре имаме здрава генерација на македонци. Кој е вашиот совет до младите луѓе како искусен човек поминато се во животот? А сега јас не сакам да попувам обично, не сакам да давам совети, јас го кажувам моето мислење, мојата филозофија, мојот начин на живење, не го натурам, јас го кажувам. А дали некој ќе го прифати или не, тоа е негов право на негов слободен избор. Оно што би можел генерално да советујам, да денешните деца да ги прашаат нивните татковци или уште подобро баби, како живееле, како јаделе, кога легнувале да спијат, кога станувале од спиење. Нека ги прашаат, нека стават прст на глава и нека се замислат. Тоа е мојот совет. Убава мисла, во секој случај. Да се надеваме дека вие и понатаму ќе бидете активни покрај медицината и во планинарењето, ќе ни дојдете пак во Куманово. Со задоволство. Има ли некој сега во најава активности планинарското друштво Куманово? Оној ден имаше некој успешно искачување Да, на Хималаи, да. Кумановци се доста активни, они си имаат како постарата генерација, така и помладата генерација, они имаат календар, ние имаме, секој планинарски клуб има календар на годишни активности и они го спроведуваат тој календар на годишни активности. Активни се во анимирање на младата популација да се приклони кон планинарењето. Она што можам да го најавам е дека сега во август месец, 19. август ми се чини, го организираме Балканскиот младински камп, ќе биде тука во Скопје и во Маврово, во Македонија, што значи дека млади планинари од 16 до 21 година
од сите балкански земји, од Турција до Словенија ќе бидат присутни тука на дружење, на обука, на основни запознавања со основите на планинарството и што е најважно ширење на другарство, запознавање на култури и така. Вака, спорт што не повеќе гледате на телевизија? Не гледам на телевизија, тоа не е спорт. Спорт е ако јас сум директен учесник, а да седам и да гледам фудбал, гледам. Гледам фудбал, гледам кошарка, гледам одбојка, гледам ракомет и така, многу ретко, кога се тоа некои меѓународни активности. Али да седам со чаша пиво во фотелја и да гледам 2 сата фудбал или тенис или ракомет, не. Тоа не го рачунам за спорт. Ки излезам у Бавча и ки искосам трева или ки ископам патлиџаните дома. Професор, ви благодарам што бевте гости во нашата утринска програма. Се надам дека повторно ќе ни дојдете во студиото на К3 и повторно да разговараме за спортот, за планинарството. Со задоволство. И во секоја прилика ќе се види. Почитувани гледачи, тоа беше професор доктор Јовица Угриновски. Благодарам за вниманието и пријатно попладне со К3 телевизија.